Дами и господа, почитувани гости, почитувани колеги. Дозволете ми на почетокот да истакнам дека ми представува чест и задоволство што денеска на овој свечен чин ја имам можноста повторно да се обратам кон уште една класа идни полициски службеници. Имено вие денес отворате едно ново поглавје во вашите животи. Како ќе биде и што во него ќе испишете во голема мера ќе зависи од вас, од вашата посветеност и амбиција. И пред се од вашата стручност и одговорност. При тоа тргнувајќи од фундаменталниот принцип на професијата, што денес ви станува животен повик, легализмот и владењето на правото. Принцип без чие што целосно почитување не е можно да се служат и да се заштитуваат граѓаните. Оние заради кои што воопшто и постојат институциите, вклучително и полицијата. Почитувани, секоја професија си има своја тежина, но без намера за некаква претенциозност. Сметам дека полициската професија сепак малку отскокнува од ова правило. Особено во вакви времиња кога состојбите се сложени, а предизвиците разновидни. Едно неодамнешно истражување на иницијативата за лидерство за развој и интегритет на Југоисточна Европа, посветено на проблематиката на корупцијата за 2016 година, во делот за Македонија, публикуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка, покажува дека во однос на перцепцијата на нашите граѓани за распространетоста на корупцијата во институциите, само 9% од анкетираните граѓани имаат целосна доверба во МВР. Наспроти 29% кои имаат целосна недоверба. Додека пак остатокот од по 30% анкетирани граѓани имаат само делумна доверба или делумна недоверба. Од друга страна пак, дури 63% од нашите граѓани се уверени дека корупцијата не може значително да се намали. Никакви ефтини пропаганди, никакви манипулации со реалноста не можат овие показатели да ги засенат или поинаку толкуваат, освен како сериозна институционална компрометираност на институција клучна во системот за спроведување на законите во Република Македонија. Ова го посочувам со само единствена цел, да ви илустрирам дел од предизвиците со кои што ќе бидете соочени, а чие што разрешување во многу ќе зависи токму од вашата совесност и професионалност. Да бидете безкомпромисни чувари на редот и законите, но и чувари на професионалната чест и достоинството, како лична, така и на институцијата што ја представувате. Тоа, почитувани идни полициски службеници, се вика интегритет. Интегритетот пак не се гради со подмитливост или подкупливост, со лицемерие, со непочитување на законите или со селективна правда, со злоупотреба на должностите и службените овластувања, со низата такви и слични стандарди и вредности кои со години наназад ја донесува Македонија нова дереџа до која стигнавме денес, така речи до работ на амбисот. Сето тоа не смее да биде пример за професионален успех или просперитетен живот никогаш повеќе. Интегритетот, почитувани, доаѓа само преку непоколебливото, просто безусловно исполнување на нормираните должности и етички вредности. Бидете убедени дека сите граѓани на оваа држава токму тоа го очекуваат од вас и од сите нас. Затоа сакам да ви порачам дека денеска ја положувате свечената заклетва. Не ја давате не само пред Уставот и законите, туку првенствено пред сите граѓани на Република Македонија, пред вистинските суверени владетели во оваа држава, независно на нивната верска, национална или партиска припадност. Почитувани, имајте на ум дека денес, во ова време, македонската полиција е исправена според сложеноста можеби пред најголемата задача – конституирање на институција која што во секој поглед ќе биде не само кредибилен чувар на редот и законитоста, туку и гарант за безбедноста и мирот на секој наш граѓанин. Верувајте, друга алтернатива не постои. Лично сум уведен дека македонската полиција има сериозен потенцијал за натамошно суштинско реформирање, кое што ќе резултира со целосно воспоставување на современите демократски и професионални стандарди, хармонизирани со нашите
евроатлантски партнери. Полиција како сервис на граѓаните и столб на владењето на правото на Република Македонија. На крајот дозволете ми уште еднаш да ви честитам за постигнатиот успех во текот на напорната обука, која што еве денес се крунисува со ваше официјално влегување во системот на Министерството за внатрешни работи. На овој ваш ден ви посакувам успех во натамошната кариера. И благодарам.